Со текот на времето, кујната станува се повеќе отворена просторија и неретко е дел од самата трпезарија и дневна соба, со што вниманието се повеќе се врти кон впечатокот, кон нејзиниот дизајн и изглед. Трендовите доаѓаат и си одат, но кога се работи за дизајн на кујна, предпочитаме безвременски изглед кој трае. Кујната во куќата има посебен статус. На крајот на краиштата во кујната се собира целото семејство. Дизајнот на кујната е доминантна позиција во внатрешноста на целата куќа. Бидете смели во изборот, без разлика дали се работи за модерен или традиционален изглед на овој дел од вашиот дом, во кој уживате со добра храна во кругот на семејството и друштвото. Теоретски, површината на кујната може да се подели на 3 зони: работна зона, преодна зона и трпезарија. Во работната површина треба да бидат сите предмети потребни за готвење и складирање на производи. На оваа тема ние се консултиравме и со нашите стручни соработници од Home Concept, па во продолжение ќе ви ги пренесеме и нивните совети и идеи. Постојат голем број на современи кујнски идеи со кои визуелно се зголемува големината на собата. За мала кујна ќе биде идеално кога кујнскиот мебел е направен по нарачка, а во исто време инсталиран со вградени апарати. Во овој случај, секој сентиметар од корисната површина ќе се користи за намената цел. Но доколку сепак сакате да имате голема кујна, тогаш опциите за комбинирање на просторијата со кујната се уште останува во игра. Во овој случај неопходно е да се направи визуелна поделба на просторијата за готвење, областа за јадење и местото за одмор. Така ќе создадете кујна во модерен стил. Поделбата на кујнскиот простор од местото за одмор може да се направи со помош на шанк. Или просто тоа да го направите со еден материјал, например. Ламинат во едниот простор, а во кујната керамика. Можете исто така да ја поделите дневната соба и кујната со бар. Или пак добра идеја и мобилен екран. Кога станува збор за трендовите на кујни, белите, кремастите, светло-сивите ѕидови се секогаш добредојдени во просторијата, во која светлина и чистота се приоритет. За освежување на белите површини можете да поставите столчиња, високи барски или ниски, од темно богато дрво, со метални ногарки во црна или темно сина боја. Покрај ова, уште еден впечатлив детаљ кој ќе даде урбаност на кујната се елементите и осветлувањето во бои како месинг, хром, јаглен, црна и длабока сина. Индустриските суровини од хром и челик, како што се печките и фрижидерите, ќе бидат најубаво обкружени со природни материјали, како ратан, бор и бамбус, во светли изданија. Деталите како оние од мермер на кујната ќе дадат еклектичен изглед, а винтидж сервисите и свежото свеќе посебно ќе ја облагородат. За да ги ослободите кујнските ѕидови и да ги пополните со уметничка слика, декорација или полици, најпрактичен елемент со кој можете да ја уредите кујната е вградениот креденец, кој ќе послужи како длабок, елегантен и организиран простор за сите прехрамбени производи од зеленчук до мируди, до тегли и сушени производи. Плакарот можете да го камуфлирате според дизајнот на останатите елементи или да му дадете вратнички во смел стил, со кој ќе изгледа како уникат во оваа просторија. Вазни и сакси во природни тонови исполнети со градинарски цвеќиња и растенија, врамени фотографии, редови на украсни тегли исполнети со разнобојни зачини. Овие предмети кои го галат окото се она кои ќе ги отворат полиците и се создадени за тоа. Охрабрите се да ги покажете вашите најубави шолји и чајник, вашите омилени садови за послужување и од елементи како полиците создадете функционална декорација за вашата кујна. Комбинацијата на различни стилови и типови на осветлување во кујните си повеќе влегува во фокусот на внатрешното уредување. Осветлувањето во кујната има различни функции. Плафонските светилки или лустери го осветлуваат целокупниот простор, додека ѕидните ламби нудат насочено осветлување. Посебно пријатни за окото се длабоките сини и зелено-сините тонови. Ако разгледате кујни од минатото, ќе забележите дека ваквото уредување на кујната може по желба да биде во комплетен ретро стил. А доколку се одлучите за модерна варијанта, на овие темни сини нијанси совршено одговараат детали од месинг и природни акценти од дрво. Допирот на сјај во вашата кујна го дава месингот, со кој може да декорирате комоди, рачки за фиоки, чешми и други кујнски елементи. Кујната е срцето на домот и служи за повеќе намени. Од таа причина,
Паметното складирање од суштинско значење за одржување на нередот од кујната и искористување на максималниот достапен простор. Креативните решенија за складирање продолжуваат да бидат популарни додатоци во дизајнот на кујни. Размислете за начини на кои вертикално ќе можете да ги складирате предметите или во празни простории на кои претходно не сте се сетиле. Наш предлог се куки, на кои можете да ги закачите вашите најубави дизајнирани шолји, комоди кои можете да ги уредите како винско катче или пак дрвени гајби за складирање, кои можете да ги сместите во меѓупросторот. Дрвените површини му даваат топлина и природна убавина на секој простор, а материјалот зазема безвременска улога во кујните. Користете топли тонови на дрво за да балансирате бела светла кујна или да ја зајакнете привлечноста на длабоките зелени, сини и црни тонови. Природните материјали како дрвото добро се вклопуваат во најразличните стилови, вклучително современи како и традиционални елементи. Речиси во секој стан кујната представува една од најважните простории, а идеите за нејзиниот дизајн и распоред се бесконечно. Голем број производители на мебел се почесто ги напуштаат стандардите за традиционалното поставување на кујнските елементи, а резултатите од тоа се современо дизајнирани простори како дел од вашиот дом за живење. Токму такви беа и оние кои ги видовме во просториите на нашите стручни соработници од Home Concept. Истите со вас ги споделивме во овој прилог.